конфликтите меѓу земјите во регионот беа мотив да се направи отворен Балкан, а после тоа и да замре. Значи, обратно пропорционално, или не знам како да го рекам, тоа е најдобриот термин да се направи. Отворен Балкан беше добра идеја, според мене. Значи, ние гледаме само односите Македонија и Србија. Например, ние не сме имале проблеми никогаш, сме имале, и 90-тите години шечем кога доаѓаше тука, кога повикуваше на интервенција на ЈНА за овладување на Јужна Србија и така натаму. Но генерално ние немаме проблеми последниве од 95-6 година наваму немаме проблеми. Но немаме проблеми ни генерално со Албанија, иако понекогаш се. Но ние малце водиме сметка или нашите овако луѓе што се надлежни за анализи во министерства, во влади или јавни аналитичари кои што кажуваат за односите меѓу Албанија и Србија. Тоа беше клучот во овој триаголник. Ако ние имаме тој триаголник, најголемата страна беше таа што требаше да се овлада меѓу Белград и Тирана. И дали тоа беше пред, мислам дека беше пред почетокот на отворен Балкан, кога со еден фудбалски надпревар меѓу Србија и Албанија, еден дрон со провокативно албанско знаме се појави на стадионот во Белград, што предизвика неверојатен гнев во српската јавност, а потоа требаше да дојде Рама во посета. Рама дојде. Значи, тоа беше прва посета на некој албански лидер од времето на Едвар Хоџа на Белград. Значи, тој аспект отворен Балкан ги отвори односите меѓу трите земји, а тука Македонија не одигра некоја клучна улога, но беше како некаков како да кажам, некој медиум за да може овие двете земји полесно да дојдат до соработка, иако може и сами да го направат. Но сега сеќаваме тие вински сајми, па собери во Белград, во Тирана, во Скопје, така имаше некако олабавување на атмосферата, но после дојдоа ситуациите со Бањска, со тоа интервенцијата на тие радикални некои структури парамилитарни од Србија, па односите во самото Косово, однос на изборите во северниот дел, во Митровица, па не учествуваше српската листа на локални избори, па Албанија им даде целосна подршка. Почна во тоа време Албанија брзо да чекори напред кон ЕУ, веќе тој мотор од наречен отворен Балкан требаше се помалку. Веќе да не забораваме, тоа беше отворениот Балкан подржан од Америка, од САД. Габриел Ескобар тогаш беше клучниот човек од дипломатијата за тој проект и наеднаш неговата употребна вредност почна да се намалува, иако беа направени тие заеднички гранични линии, со отворен Балкан почна и таа, или беше во средината кога се направи тоа роумингот на цел Западен Балкан. Значи имаше улога која што ја заврши отворен Балкан. И сега, ние во Македонија опозицијата и тогаш не беше расположена за отворен Балкан, кога дојде на власт, отидоа само еднаш на еден вински сајм во Белград. Рама тогаш не дојде, испрати само видео порака и тоа почна да одумира, но најголем корисник од тоа мислам дека излезе Албанија. Во основа затоа што таа отиде најнапред. Ние имаме корист меѓу Македонија и Србија, и Македонија и Албанија, главно за транспорт на стоки, услуги, значи работни дозволи, признавање на универзитетски дипломи. Мислам, тие работи се направи во рамките на тој проект. Тој проект одигра улога во одреден период. Сега, иако не се споменува, нивните придобивките од него постојат.
ако не се споменува. Главен противник беше Косово. Мислам, бидејќи тој во рамките на тој триаголник е внатре во центарот. Мислам дека косовските власти, па и генерално јавноста, можеби не во толкова голема мерка, се чувствува како предадени од Албанија за албанската кауза во Косово заради блиските односи на Рама со Вучич и заврските. Сега, например, има многу туристи што одат во Албанија од Србија. Не се како од Македонија, но веќе одат. Бараат и тие нови дестинации. Албанија е отворена земја за туризам. Таму место да отидат во Црна Гора, одат долу. Мислам, кога е на истиот простор на Јадранот или долу на Јонското море. Во Босна исто така не беа нешто посебно заинтересирани за отворениот Балкан, како и Црна Гора. Црна Гора се излече навреме од таа претхатка на Србија, се излече од влијанието на Албанија, бидејќи албанското малцинство е прилично кооперативно. И се излече и таа, освен како посматраш за одредени работи, не сакаше да има некакви поблиски контакти и се види, сега таа оди најбрзо во EU. Мислам, најголемиот противник од регионот, зборувам од овие што не се дел од EU. Сега други има амбивалентни односи. Бугарија тука најмногу више заинтересирано, мислам, како ќе се развива тој отворен Балкан, Грција. Бидејќи има многу комплицирани односи и добри, а понекогаш и напрегнати со Албанија. Тука е Македонија, има многу добри односи со Србија и тука сакаше таа да игра некаква улога на добар надбудувач.